восхит и радост, секој од нас сподели можеби нели да не го задржиме само за себе, туку и беше тоа како еден празник пред само некој ден на социјални мрежи. Да, баш во неделата кога се случуваше новото издание на Белградскиот маратон, одек на името на Дарио Ивановски, одек на химната македонска и верувам дека сите оние кои што имаа можност да бидат дел од тоа големо случување спортско во Белград, некако посебно го доживеа тој момент, особено неговиот тренер Игор, кој што веќе по социјалните мрежи сподели дека чувството било многу посебно и можеби не се споредува со ниту едни олимпијади или претходни големи настапи на нашиот Дарио Ивановски. Го имаме Игор Јакимовски утринава заедно со вас, а и со нас во рамки на нашата денешна утринска натилма. Игор, ти благодариме за ваквото виртуелно гостување и благодариме што ја прифати поканата да ни раскажеш во кратки црти за вашите убави моменти и импресии во неделата во Белград. Добро утро. Добро утро. Добро утро, ве поздравувам многу. Баш ми е мило што еве пак вака на овој начин ќе исконтактираме. Инаку денеска интересно, како што и сами знаете, еве. Да, од каде ни селаш од Кеот, вообичаено твојата работна канцеларија? Да, еве тука дојдов малку да видам и што се случува и да ви кажам искрено изненаден сум, видов еве во претходниве неколку минути видов едно 5-6 познати атлетичари кои што протрчаа тука, така да тоа е тоа, нема застојка и нас. За вас атлетичарите тоа е всушност теренот на кој што се тренира и нема тука добри или лоши услови, врне дожд или многу сонце. Едноставно денот кога, односно времето кога е за тренинг е време за тренинг. Игор не можеше поубав начин некако да биде стимул за утрина, бидејќи со Цице велиме, особено можеби во овие денови за многумина ќе биде предизвик да се скорнеме од кревет, што се вели, и да започнеме со активностите, ама ова е добар пример кој што го прикажа. Многу ни е драго што од прва рака тренерот на Дарио го имаме денеска. Игор, сме збориле со тебе и за тебе, за твои успеси во минатото, ама ова беше дефинитивно еден национален успех и колективна радост. Да, дефинитивно, јас си напишав моje мислење и генерален став во врска со Белградскиот маратон, дека тоа за мене представува трка која што ги надмина сите мои и очекувања на Дарио и воопшто на Македонија во поглед на онаа моќна трка во Севилја кај што го имаше најдобриот резултат Дарио во кариерата и секако настапот на Олимпијадата. Дарио имал многу моќни трки, многу моќни настапи дефинитивно во неговата кариера, меѓутоа ова што се случи сега во Белград со сите нишани што вели народот беше трка која што ќе биде запаметена во нашата спортска историја. Тука би напоменал дека Дарио го оствари вториот резултат на својата кариера по вредност, односно тоа воопшто значи втор резултат во историјата на Македонија, атлетски резултат со таква вредност која што веќе него го фрли во таа нели позната европска елита, каде што он веќе и докажан, меѓутоа секоја потврда со секој истрчан резултат значи и нели соодветен доказ дека тоа е токму така. Овој резултат е до толкава мера врвен да веќе е осигуран пласманот на Европското првенство во Бирмингам, кој што ќе биде во август месец од 10 до 16 август, каде што Дарио ќе настапи во истата дисциплина маратон. А овој настап во Белград е воедно за организаторот и за оние кои што се познати репрезентативци како Дарио, што е веќе тест за следната година, каде што воедно организаторот ја тестираше патеката и целиот настан во текот на викендот со сите дисциплини, односно 10 километри на пат и полумаратон, каде што Белград ќе биде домаќин на Европското првенство на пат и каде што ќе настапат најсилните маратонци, полумаратонци, оние кои што ќе трчат 10 километри следната година, значи Белград ќе биде домаќин на тоа првенство. Дарио секако дека ќе трча и веќе и он најавува и ние веќе сме сигурни дека треба сигурно да влезе во топ 10 пласмана, зашто да не земе и медал. Така да он знаете дека лани во Брисел на истото тоа првенство беше 13-ти и тоа многу добро, моќно истрча, така да со право се надеваме дека следната година во Белград ќе оствари висок пласман. И да кажам, значи ова што ме прашавте, значи за мене ова е топ 1 трка во неговата кариера, затоа што таму имаше многу македонци на плоштадот, значи домашната публика во Белград го поздрави Дарио буквално како да е нивен тркач, тоа беше нешто неверојатно. Јас и денеска синојка споделив едно видео да видите како го поздравија Дарио додека тој напушташе финиш линијата кон шаторот за да се пресоблече за прогласување. Тоа беше невидено нешто
нешто, значи не можам да ви опишам со зборови, едноставно било кој што беше таму од нашиве ќе ви го каже истото, тоа беше таква атмосфера да еднашка се доживува 100 години. Да, веројатно блискоста со Белград си го прави своето и можноста многу македонци да можат да бидат дел од овој маратон кој што е впрочем секој маратон е едно спортско случување кое што привлекува туристи, а верувам дека ова посебно и било место каде што биле собрани навистина најголемите можеби фанови на нашиот Дарио Ивановски. Предпоставувам, Игор, со сето ова што го сподели, ќе се навратам исто така на една твоја изјава по социјалните медиуми за која што велиш дека твојот херој, баш Дарио Ивановски, те направил најгорд досега, дури и многу погорд од сето она што се случувало во Севиља и во Париз 2024 година. На што се должи тоа? Ја видовме твојата реакција кога Дарио пристигнува на целта или на финишот. Веројатно тоа се моменти кои што само ти можеш да си ги доживееш. Ние вака преку видео нели го гледаме тоа, но не е исто. Какви емоции тебе те облеваат кога велиш дека си најгорд на Дарио во тие моменти? На ова што го кажавте вие, ќе ви кажам и уште едно нешто што го кажав и го констатирав, дека дефинитивно Дарио Ивановски во моментот е нашиот најголем амбасадор, значи вистински амбасадор ширум светот. Значи, ако сакаме, нели, да не препознае светот и да не знае како она што сме ние, тоа е токму Дарио Ивановски. Знаете што, сум бил секаде по планетава на сите континенти, сум бил во многу држави, во многу градови, сум доживеал, значи, секакви моменти на таа национална гордост. Меѓутоа, ви кажувам наотворено, сега бев најгорд. Мене тоа чувство дефинитивно ми е број 1, затоа што едноставно си ја сакам својата татковина, си го сакам својот народ и секогаш кога ќе дојде да се чуе нашето име, да се види нашето знаме, сите да гледаат во Дарио како се бори со целата африканска елита која што многу добро знаеме колку е докажана, па нема подобро чувство. Значи, она што успеав да разговарам во таа VIP ложата, каде што бев со многу авторитети од Балканот, од европската атлетика кои што беа на лице место, многу големи спонзори кои што беа на Белградскиот маратон, сите се заинтересира што се случува на патеката и кој е ова момче што се бори со кенијските, етиопјаните атлетичарите кои што беа на патеката, сите се интересира и кога го видов тој жар кај мене како ги следам, како едноставно навијам во таа VIP ложа, дојдоа и се запраша што се случува, можно ли е чудо, кој е ова момче. Едноставно луѓето не го познаваат од спонзорите доволно како што сме ние навлезени во атлетиката и сите знаеме многу добро кој е Дарио Ивановски. И кога јас им објаснив на нив за што се работи, кој е он и што воопшто ќе се случи на патеката до самиот крај, тие толку беа заинтересирани да видат дали тоа ја што го зборувам ќе се оствари и дали навистина едно момче од Балканот ќе успее да ги победи овие моćни тркачи кои што сите трчаа во група, тој трчаше сам позади нив. И како одминуваше трката и како километрите поминуваат, тие цело време покажуваа едни симпатии кон Дарио и сите се фокусира и сите навиваа за Дарио. И тоа се пренесе долу на финиш линијата, да една атмосфера која што едноставно сега малце може ке звучи вака чудно, меѓутоа само може некој како мене да ја напади. Јас едноставно и водителите сите и сите навиваа за Дарио и мислам дека и целата церемонија кога ја видовте, тоа беше токму тоа што ја направивме таа атмосфера, а Дарио го направил на највредното, значи таа борба невидена каде што толку беше трпелив, толку беше интелигентен, во секој момент знаеше што да повлече, бидејќи тоа е голема игра маратонска, која што треба да се покажеш навистина како интелигентен тркач, затоа што ти ја имаш силата, ја имаш она енергија која што ти е потребна кога ти се нозете најтешки. Ама треба паметно да трчаш, така, да размислуваш. Да, и да не едноставно да ги игнорираш тие во моментот напади кои што се базирани ете малку и на психологија, нели, тие сакаат да му презентираат на Дарио дека во моментот се многу поспремни дека може да го добијат, меѓутоа Дарио не паничеше толку во тие напади околу 30-35 км, едноставно чекаше својата шанса, точно ги распредели силите, ја знае патеката, го знае Бранков мост и последното искачување. За
одбележување и тоа што последниот километар беше многу тежок, значи со искачување и тука само 5 секунди да ја промаши нормата за европското првенство директно, значи со норма да се пласира, иако и норма се смета и ранкингот, кој што Дарио е 40 место од 60 пласирани во Бирминген, меѓутоа ќе беше уште многу појако да исполнеше нормата. Таа норма беше 2 часа 9 минути и 30 секунди, а Дарио истрча 2 часа 9 минути 35 секунди, за само 5 секунди. Меѓутоа пак не жалиме за тој резултат. Ние го имаме вториот најдобар резултат во историјата на Македонија и секако го имаме најдобриот атлетичар во историјата. Удобро што го спомена времето, иако не верам дека никој веќе не ги знае податоците, дека беше само во прашање 25 секунди зад победникот на 39-тото издание на Белградскиот маратон позади етиопиецот Гада Гемсиса Гудета. Спомена со Цеце, баш те слушавме кога даде изјава на почетокот, кога рече ова го сметам за еден од најдобрите маратони истрчани на Дарио, иако можеби што велиме ние во кругот на маратонци и атлетичари, Дарио е прилично познато име, како што велиш и можеби еден од најдобрите амбасадори. Што значи тоа, можеби Игор, најдобро според тебе, можеби нели она што се вели структурно истрчано, можеби нели на некој начин техники, методи кои што си ги примени Дарио во текот на трчањето, зашто велиш и во топ форма бидека бил би го истрчал ова? Да, тој е во топ форма. Сите наши прогнози, сите испитувања, сите стручни лица кои што работеа со Дарио во изминатиот период прогнозира и тие и ние прогнозираме дека Дарио во нозе има резултат, верували или не, од 2.06 до 2.07. Тоа ве уверувам, меѓутоа за таков резултат потребно е, значи, она што е вистинско професионално маратонско, значи поставување на работите, а тоа е, значи, да во вистински момент и на вистинско место и точно темпирана форма се излезе како што беше тоа случајот со Севилја, каде што трчат цели групи во лов на тој резултат и тогаш секој се поклопи за да се оствари тоа. Дарио во овој случај трчаше сам, трчаше тешка патека на ветер, имаше доста топло време, кренато температурата во вториот дел од патеката, сите знаеме Бранков мост и знаеме што се случува во последниот километар. Затоа овој резултат добива на вредност баш токму околу 2.07-2.08, а да трча во група и да трча најпрофи како што се поставени работите што ги напомнав пред малку, верувате дека има од мене чисти 2.07. Одлично. Игор, само некаде пред крајот, бидејќи ни прилета некоја фотографија и од тебе на Белградскиот маратон, па и да не ги збуниме гледачите, што се случуваше со тебе таму. Може сега режија да ми ги пуштите тие фотки. Ти трчаше полумаратон? Јас малку во сенка од сето ова одбележав 20 години активни учества на Белградскиот маратон. Овој маратон јас го имам трчано на сите настани што ги организира Белградскиот, го имам трчано до сега 23 пати, мислам сите настани, а овој токму оригиналниот што е, значи настанот во април, ова ми беше да трчам 10 пат полумаратон и имам 6 маратона, значи вкупно 16 пати имам настапено и мојата дисциплина беше ден претходно од Дарио полумаратон. Јас секогаш сум поставил тука времења скоро секогаш испод 1 час и 20 минути на полумаратон, бидејќи таа дисциплина ја трчав. Меѓутоа имав една повреда која што малку ме оддалечи од тренинзите. Имав лоша повреда, значи скинат мускул, значи мускулни влакна. Успеав да се вратам, почнав активно да тренирам некаде пред 4 недели и еве стигнав до, можам да кажам, супер резултат 1.27, час и 27, каде што можев да го сонувам само пред еден месец со таа повреда. Меѓутоа, еве полека се враќам и моето ниво, ете сега резултатско околу сат и 22 минути до 23 и верувам дека за отприлика еден месец ќе го вратам тој резултат. Многу сум задоволен и првично ми изфрлија дека сум прв во категоријата, еве од оваа година сум во категорија М50, веќе ме ставија во повозрастната категорија. Да, еве, на моите 50 години се трудам да држам некоја форма, да бидам пример за младите. Меѓутоа, вчера имаат направено некоја исправка на резултатите, веќе сум втор, не е ни битно. Баш за мене тоа онака интересно, никош на тие возрастни категории не сум покажувал некоја посебна симпатија, меѓутоа нели за одбележување кога ќе те
избоца така на прво или второ место. Како и да е голем успех и за тебе, но и за Дарио Ивановски. Благодариме за ова дупла доза допамин. Прво и твоето учество, како што кажа, јубилејно значено на Белградскиот маратон и тоа што денеска некако со тебе споделивме одлично искуство и приказната на Дарио. Нека биде ова едно ветување дека наскоро ќе се видиме во студио, Игор. Да. Многу ви благодарам. Поздрав голем и ти благодариме за овие информации.